Почитувани, добар ден. Пред нас е нова работна недела, а вие го гледате по неделничкото издание на Црвена линија. Здравството и понатаму тоне во се поголема криза. 10 дена поред, хируршките сали во најголемиот медицински комплекс во земјава се под клуч. А здравствените власти не можат да го решат проблемот со непријатната миризба што се шири во оперативниот блок. Министерството за здравство поднесе пријава до јавното обвинителство да провери зошто се шири непријатен мирис. Јавното обвинителство започна истрага, а актуелниот министер Илир Демири денес на пресконференција објасни дека проблемот е старата инсталација што е во функција 30 години и дека се бара решение како да се врати во функција и дека се набавени надворешни компресори со кои ќе можат да се извршуваат итни операции. Во меѓувреме, пациентите кои се на листата за операции се прашуваат што да прават. Едно решение за пациентите е префрлање во градската општа болница 8 септември, а втората е да почекаат. Дали државата не тера да се вратиме на алтернативната медицина? Ова ве прашуваме денес во Црвена линија. И сега кога сме кај прашањата, задолжително и топло препорачувам да не заследите пред се на социјалните медиуми и секако да почнете со следење на Инстаграм, со цел да бидете дел од оние кои што активно учествуваат во нашите анкети. На денешното прашање на Инстаграм стори: дали сте биле на бајачка? Имате две опции за одговор. Да, не. Тоа изгледа вака, ќе кликнете на вашиот одговор, а во проценти ќе ги соопштиме резултатите некаде таму по рекламите. И сега кога станува збор за социјалните медиуми, оваа дискусија може да продолжи и по завршувањето на Црвена линија и во рамки на истата, преку коментари и споделување на профилот на Црвена линија на Facebook, како и профилот на Телма телевизија на Facebook. А во продолжение да го погледнеме сите заедно и прилогот на Симона Петревска. Непријатната миризба која повеќе од една недела ги стави под клуч хируршките сали и натаму остануваат недостапни за пациентите, освен за итните случаи. Решението за проблемот на клинички центар Министерот за здравство го гледа во поставување на дворешни компресори додека не стигнат испитувањата од Германија, кои треба да покажат од каде доаѓа миризбата. Кога би стигнале, Демири не знае. Во Република Северна Македонија нема лиценцирана лабораторија која може да даде дозвола или уверение кое ќе послужи во јавноста за квалитетот на испорачаните гасови. Побаравме странска компанија и денеска се испратени мостри во Република Германија да се испитат истите. Од двете компании кои имат независни лаборатории кои служат за нивни потреби, не е видена никаков недостаток во квалитетот на гасови, сем што има зголемена влага. И препорача во два наврати да се менуват филтрите од истите, од компресорските станици. Додека пациентите за операции се праќаат во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски и градската општа болница 8 септември, кој е виновен за здравствениот крах, ќе утврди истрагата на обвинителството, вели Демири. Кој ќе одговара за крахот на здравствениот систем со тоа што 9 дена не работат хируршкиве сали? Уште пред еден месец кога беше првиот дефект, вие самите кажувте дека тоа требало да биде сменето, еден дел требало да биде сменет уште пред 4 години. Докторите велат дека треба целиот систем да се смени. Знаеме дека за тоа надлежни се заеднички служби кои што треба да обезбедат фирми кои што прават контроли. Што зборевте во обвинителството кога бевте? Дали од обвинителството побаравте да истражи работата на заеднички служби, бидејќи обвинителството не може анализи да прави? Колку оставки до вас до сега се поднесени од директори на хирургија и дали ќе ги прифатите? Значи, од директори на хирургија немам ни една оставка која е доставена кај мене. Со разидувањето на клинички центар 2006 е настаната една збрка кој може многу лесно да се изгуби одговорноста. Собственост компресорската станица не е на универзитетски клиники за хирургија и карил, туку е на општи служби, а нажалост општи служби не е јавна здравствена институција, туку е државна институција под ингеренција на влада на Република Северна Македонија.
Хируршките сали на Мајка Тереза се затворени повеќе од една недела. Од околу 12 сали, само 3 функционираат за итна патологија. Во договор меѓу болниците, 5 пациенти биле хоспитализирани на клинички и со амбулантни возила префрлени во 8 септември. Граѓаните информирани за состојбата на клинички, голем дел од нив се решиле да одат на прегледи во градската болница Свети Наум Охридски. Министерството за здравство за проблемите со функционирање на вентилацијскиот систем ги информирало јавното обвинителство, а предмет е распореден као обвинител кој треба да провери дали во овој случај има кривично дело. Клинички центар Мајка Тереза деновиве се соочи со друг проблем. Поради реконструкција на водоводна мрежа цела ноќ немаше вода, а вода за пиење клиниките можеа да добијат од цистерна на јавното предпријатие Водовод и канализација. А по прилогот на Симона Петровска, време е да ве слушнеме вас. Завртите го телефонскиот број 023070005 и дадете одговор на денешното прашање. Дали чувствувате дека државата не тера да се вратиме на алтернативната медицина? Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Поздрав и од мене до сите гледачи на Телма телевизија. Многу интересна тема, интересно прашање. Дали државата ќе ги натера граѓаните на алтернативна медицина? Па државата го намали бројот на граѓаните, јас како што гледам. Со овие случувања изминативе 5, 6, 7 години во здравството. Случаи на онкологија, не знам вакви случаи, не знам такви случаи. Државата едноставно работи против здравието на собствените граѓани, го уништува, го намалува населението, бега населението од вакви неубави работи што се случуваат во здравството во државата. Имаме еден апел, Тина, мојот апел е до идниот премиер на оваа држава да не губи повеќе време, нека ја состави владата и нека и запрегне ракавите, нека ги отпушти од затвор тие што се со 2 или 3 месеци затвор по затворите и нека се полнат затворите со вакви криминалци кои што ова намерно го прават. Ова не е случајно. На нас за 5-6 години, 7 години не знаеле дека состојбата со компресорите е таква каква што е. Па кај работеле тие на Марс или на некоја друга планета. Не е само истрче се ќе бидам министер, тотално неук, неписмен, директор на клиника ќе бидам или не ќе бидам. Големо благодарам за учеството, секако и за поздравот до сите гледачи од ваша страна. Се разбира оние кои што не следат и допрва ќе се вклучат во оваа дискусија. И секако големо благодарам за вашите одговори на денешното прашање, кое гласи: дали имате чувство дека државата се повеќе не тера да се вратиме кон алтернативната медицина? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Благодаря. А ја очекувам оваа влада да подобри здравството, да се врати назад, како што беше, и тоа да биде подобро. А од овие ни Србија. Ова е упропастија здравство. Тоа не бива тоа држава. Сега, не да што ќе биде. Тоа е тоа, биде познаено. Дали се, дека ќе бидете поздравени вие со оглед на тоа што со јасно и гласно дадовте одговори. Секако продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Па, самиот министер многу е комплициран, не знае ни да објасни. Дали он уопште има завршено медицина? Дали може да се дознае каква диплома има човеков? Ки спомеша работиве од порано, пред години, пред 3, сега тоа треба експресно да се направи, а не чека цела недела да кажел информации да даде денеска. Шо праеше до сега? Значи, стварно неодговорно. Ја мислам дека овој уопште нема ни факултет. Затоа понатака многу да се внимава кого ќе стават министер. Не ојле дојле, со факултет, диплома, што ги разбира работите. Пред ова имаше еден господин во друга телевизија. Кажа дека тоа
ако е во почетокот расипано, се ќе биде ќе мириса. Значи ова е нешто, он што го кажа уопште не држи вода, што се вика понашки. Значи тоа ако е расипано, за сите клиники ќе биде, а не само за хирургија. Разбирате? Така Дали ви некако следен. вие лично почнувате да размислувате се повеќе за алтернативна медицина? Ама каква алтернатива? Ќе се враќаме ли 15 век? Смешно е тоа, Тина. Како може? Сега 21 век сме. Токму е така и поставено прашањето, не случајно. Благодарам за одговорите. Добар ден за следниот гледач или може би гледачка. Добар ден. Еден голем поздрав до сите слушатели и гледачи на вашата телевизија. Големо благодарам. Повелете. Овака хаос не само во здравство сегде, меѓутоа сега во здравството. Дали има тие служби таму за да се одржува тие системи? Јас колку знам, јас сум по професија градежник, нешто ако се направи и треба и да се одржува. Не може да се остави на завод на времето и така да си стои. Ова е страшно нешто. Ова дали во светот негде се има случајно? И министерот убаво кажа жената, дај да видиме кои се тие луѓе што управуваат. Имат ли тронка тие чувство, човечко чувство? Овде се работи за животи на граѓаните, бре, луѓе. Па какви случаеви има? Еве слушаме вчера се пукале луѓе, треба животот да им се спаси. Каде ќе го носат тие? Плюс и лекарите, стресови за лекарите се тоа. Зашто учеле они? Стресови да доживуваат таму кога им дојде пациент каде да го оперираат. Ова нешто не видено. Препорака до новата влада. Подхитно министер никако албанец. Ви се молам, кај стапна огин изгореа. Огин изгореа, страшно направија. Во каде раководат они се хаос во државата направено. Кажете ми дали мислите дека и политичарите мислат дека се понекогаш и пациенти, бидејќи пациенти сме сите. Јас сум пациент, Тина, послушај ме, пациент онколошки. Денеска сум чекала од 9 сатот до 2 часот за еден упат на онкологија, ви се молам. Големо благодарам пред се за вашите одговори, учеството во Црвена линија и секако еве што времето во Црвена линија го искористивте и да споделите ваше моментално искуство токму од вашата посета на клиника, односно на оделот за онкологија. Продолжете да не следите и секако имајте во предвид дека 90 секунди е време траењето на секое едно излагање, така да ако чувствувате потреба, се разбира, да добиете нови 90 секунди, немојте секако да се двуимите премногу, слободно завртете го повторно нашиот број. Ке ве подсетам, можете да коментирате и споделувате на Facebook Црвена линија, подсетувам и на профилот на Телма телевизија, но и секако да дадете одговор на Инстаграм денешната анкета, која што можете да ја најдете доколку кликнете на Инстаграм стори, односно прашањето таму е дали сте биле на бајачка. Да видиме дали еве следниот гледач или гледачка смета дека државата се повеќе не тера да размислуваме на алтернативна медицина. Добар ден. Ало, добар ден. Љупчо, голем поздрав до вас, повелете. И од мене до вас. Не тера државата, политичарите не тераат. Корумпираните политичари кои едноставно личните егоистички идеи почуваат да си ги задоволуваат со тоа што нас на граѓаните не уништуваат. Така да ја државата не ја напаѓам, ја ги напаѓам политичарите. Еве, кажете ми колку доктори до сега имаше во парламентот кога отворија глас за здравството, нешто да се подобри. Ама за се друго ќе отворија глас и ќе се правеа паметни, ама за здравствениот систем никогаш не отворија глас да предложат нешто. Било дали се позиција, дали еднаш нешто да предложија. Сега знаете ќе кажеме вака или онака збориме за платите, ќе кажеме немало пари за тоа. Па каде беа политичарите да кога добија она енормно зголемување да речат чекајте, ова нема да го земеме, ќе го дадеме во здравството. Тогаш пречутева сите и позиција и опозиција. Пречутева си ги лапаат парите. Дали мислите дека политичарите понекогаш им доаѓа на ум дека можат да бидат пациенти? Тоа е сепак за здравјето на сите. Па затоа користејќи својата положба одат во приватните болници, не одат они во државното здравство или одат во странство. Кажете ми, еве, ајде правете кој политичар поминал низ државното здравство. Кој ќе го видите сите кои биле во Виена, кои биле во Германија, кои отишле во Бугарија, кои во Србија, никој не се лечел тука.
Тоа е проблемот, што они се широкогледи кога се работи. 90 секунди е време траењето. Подсетуваме сега кои ве охрабруваме повторно да го завртите телефонскиот број доколку сакате уште многу повеќе да додадете на оваа денешна дискусија. А на тема еве како опишуваат твитерџи. Доктор Олја од Клинички го има напишано следното и тоа на 13 април. Пред 3 години требало, ама не ја смениле компресорската станица и колапс на сите 18 хируршки сали на Клинички. Туку ни денес не се обновени сите други станици. Па според вас дали државата некако ви се чини дека не тера сите да се вратиме на алтернативната медицина? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, повелете, ве слушаме. Видите, прво и основно, една популација прави диверсии во држава. Ќе ме прашате зошто? Прво ја запалија поштата. Се утврди дека чувал тој заменик директорот чувал масло тамо за моторно масло. Дали некој одговараше за тоа? Вас ве прашувам. Ние ве слушаме, ние ве прашуваме. А вие ги прашувате оние кои што треба преку учество во црвена линија. Како второ, дали тие навивачите од шверцери, кои беа тие балисти, ја демолира една тамо сала која беше тамо? Дали некој одговараше за тоа? Не. Директорката на токсикологија направи тамо парното протекла вода тамо. Не осигурала. Дали некој одговараше? Не. Има диверзии прат една популација тамо, кои се номинирани директори од една популација, една партија. А еве вие лично, ако треба да бирате во моментот, нели, да се обратите на клиника или да се обидете со алтернативна медицина, кој ќе биде вашиот избор? Абе, каква алтернативна медицина, каква алтернатива? Имаме ние медицина. Меѓутоа, треба некој да сноси одговорност, треба да сноси одговорност, кривична одговорност. Не дошла него позна. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжете и да не следите со цел да слушнете што ќе кажат останатите. Добар ден. Да продолжам. Секако повелете. И гасува дојде тој прекинат со тоа што го кажа постото докторката. Добро да ги прашам сега ја тие доктори. Зошто они пред 3 години не дигнале ука-бука дека не се менува компресорската станица, дека се забошотува, дека не се сервисира. Значи, пазете, сега знаат, ама дека тоа требало пред 3 години да се направи. А што правиле пред 3 години тие доктори? Таа фела. Ајде да ги прашам, пошто се интересираат многу за пациентите. Зашто молчеле 3 години? Зашто никој не го дигнал гласот? Или ќе земе да ги земе оние X причини каде што има докторски грешки, каде што молча докторите. Земете го случајот со медицинската сестра од Дебар. Никој не го судува. Знаете, искочи врана на врана, очи не вади, сите молчењето е злато, ама сите се правиме генерали после битка. Така и ова. Кај нас, ја затоа гледате како полека се сместат коцките, кога ја цело време им тврдев на некои луѓе дека ние треба да донесеме стечајна управа. Гледате, сега почнеме да се делиме дека оваа национално се крива, оваа другата е исправна. А така затоа тика убаво си викам ја, дајте грез период од 10 години да оваа стара багра од политичари си отидат, ќе дојдат некои млади поразбрани луѓе, можеби другачие ќе размислуваат и ќе ја спасат државата отколку вие стари корумпирани политичари кои ги менјаваат партиите како чорапи, а на народот му продаваат демагогија. Тоа е причината, што ние народот лесно веруваме на потрошени политичари кои у меѓувреме смениле 500 партии. Еве, ќе молчам, нема да чечкам за новата влада. Ако ќе ги нотираме работите, дали ме разбирате? Ќе видиме. Водете сметка дека еден човек. Благодарам многу и вам за учеството и сега кој е од практичен пример преку гледачот можевте да видите како изгледа кога повторно ќе бидете вклучени и сега кога ќе си добиете нови 90 секунди повеќе време за повеќе ваши одговори. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Да. Повелете. Вие тука го носите емисијата или само за албасите зборите? Ние вас ве прашуваме со оглед на ново настанатата состојба на клинички центар.
Значи, вака сега да ви објасниме, значи, тоа е актуелно со оглед на тоа што огромен број на пациенти во моментот се на листа на чекање за операции. Секако, постојат и итни случаи, така да во моментот 10 дена поред хируршки сали во најголемиот медицински комплекс во земјава се под клуч. А здравствените власти не можат да го решат проблемот со непријатната миризба што се шири во оперативниот блок. Што значи оваа состојба ја засега ги засега сите граѓани на оваа земја. Па дури и оние кои што се можеби еве и политичари, како и да е, кога станува збор за здравјето, тоа е приоритет на сите, независно од позиција, мог, власт, етникум и така натаму. Така да, еве, бараме како граѓани се разбира голем дел од вас, можеби и ве засега оваа ново настаната ситуација, бидејќи голем дел од граѓаните секако имаат потреба од интервенција, а се ставени во ситуација да мораат да чекаат. Ние ве прашуваме денес едноставно, дали ви се чини дека државата не тера да почнеме да размислуваме на алтернативна медицина и да се вратиме кон истата. Добар ден. Добар ден. Подсетување се разбира до сите гледачи кои што ќе се вклучат. Ако е голем интересот, ја верувам дека може да се случи и да се блокираат линиите. Имајте трпение и она што е најважно за оние кои што прв пат ќе се вклучат, златно правило е да се намали тонот на телевизорот целосно. Еве го и следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Дали се слушаме? Тина, се слушаме, Тина. Голем поздрав до вас. Повелете. Добар ден. Кој ќе биде вашиот одговор? Ви се чини ли некако дека државата се повеќе не тера да се вратиме кон алтернативната медицина? Види, алтернативната медицина сами може малку си ја применуваме, меѓутоа, ова што се случува, тоа е најголемото чудо, да речеме, и по клиники, и по секаде. Ево, ја сега се јавува некој си дека ние против албанците или ова или она. Не, тој што си ја работи честно работата, секоја чест. Така, ево ја лично за Битола одговарам. Може ли да не работи 6 месеци, да речеме, апаратот за снимање? Не можеш доктор да најдеш, нема анестезиолог. Што да зборувам за Скопје? Ако гледа тој така, ќе се добри се тие што се добри, тие се доктори. Без разлика албанец или вака. Само мислат дека ајде и да паѓаме албанците. Но сите ние можеме да бидеме пациенти во одреден момент. Станува збор за најголемото богатство, тоа е здравјето. Фала Богу. Меѓутоа, што се испостави? Еден министер на здравство, друг министер, трет министер, се знае од каде. Никаков успех. Па значи дојдено е напуштење. Затоа не испомнува, паштата се запали, железницата се уништи. Па ево, секаде кај што биле, тоа се случува. И сега што кој е против, не сме ние против народно, албански, што има врска? Против тој министер, против тие политичари. Лјупче ја го се јавува, два пати го слушам, меѓуто добро, тој е претерува, веќе видам другите. Што има да видиш другите, младите, да дојдам младите, а не ако се младите, не јавувај се Лјупче Бојке. И готово. Има кој да кажи, не јас. И нека се јавуваат младите. Жалосно што се случува ова и ќе се случува и понатаму. Големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Повторно малку ќе ве префрлиме онаму кај Твитерџи, онаму каде што се коментира поточно поранешен Твитер, сега веќе X платформата, и секако не случајно споделуваме од она што е објавено со цел да се надоврзете, може би да имате спротивно мислење, да се согласуват и така натаму. Повторно еден твит од доктор Олја од Клинички, која што на 20 мај овој пат напишала: втор пат во историјата на македонското здравство и во месецов 3 дена цел хируршки блок е надвор од функција, а итните случаи се препраќаат. Се моли Докчев да се јави на главна каса, има неработа сали за релативизирање со образложение дека опозицијата била крива што информирала. Она што денес централно ве прашуваме во Црвена линија, дали ви се чини дека некако државата не тера сите нас да се свртиме кон алтернативната медицина? Добар ден.
Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Во црвена линија сте, Благодарам. повелете. Поздрав многу и до тебе. Да ти кажам најискрено, државава веќе не знам на што не тера. Значи, гледаш, не знам на Фејсбук дали си уклучена у тие женски домаќински муабети. Значи, ние одавна више се лекуваме сами. Значи, ова ми фали, она ми фали, па некој која ќе рече зошто не одиш на лекар, па зошто не одам на лекар? Затоа што нема термин, затоа што ништо не функционира, затоа што додека ти стигнеш до доктор, може и да ти помине проблемот, ама може и да отидеш. Така да, ова што ни се случи сега, толку болни има, Тина, толку чекаат нели на операција, може се многу хитни, може и малку хитни, ама треба да им се помогне. Замисли, молим те, не можам да сватам колку е тој нерешив проблем за да толку сали бидат затворени, зошто вака прават. Дали некој смислено сака да... Не, тоа е нормално дека сака смислено, ова све е изрежирано, да цвета приватното, да се уништи јавното здравство. Едноставно, Тина, не дај Боже да се разболиш. Мислам, стварно, јас кога читам на Фејсбук колку луѓе така бараат помош, стварно е жално, на вистина, затоа што не може до термин да се дојде. Значи, отиде све у бестрага, не знам како да кажам, значи, до сега, не знам, не се роди човек некој да помогне, да рече, чекај бе, овие луѓе што немаат пари приватно да отидат. Што прават тие луѓе? Едноставно се отиде назад. Благодарам многу за јавувањето и сега како подсетување, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Добар ден за новиот гледач или гледачка. Добар ден. Голем поздрав и до вас, повелете. Јас прв пат се јавувам во емисијата и иритирана сум. Драго ми е, верувам не и последен пат, повелете. Иритирана сум од темата, мислам не во негативна смисла, во позитивна смисла сум иритирана, затоа што ова веќе во нашето здравство стана, како да кажам, значи да одиме на алтернативна медицина, па ние не живееме на див запад, да се лечиме со трески, со чаеви, да, признавам и тоа, сега почитувам и тоа. Меѓутоа, клинички центар е клинички центар каде што во секој момент секој човек треба да, ако има некоја потреба, да си ја заврши својата работа, ама да биде пристојно услужен, а не таму да оди здрав, а да се врати во, да не речам сега, во најлоша смисла, во мртвечки сандак да го вратат назад. Зошто? Заради тоа што има бактерии, има миси, има... Сега веќе има и смрде, кое што велат дека е поради стара инсталација, што е во функција 30 години. Тоа не држи место, и овој стариот министер треба веќе да не дава информации, затоа што ги дава некако неточни, не е компетентен веќе да дава информации, треба да си заќути и да си гледа својот проблем да си го гледа, и ако е доктор. Меѓутоа, верувајте, кога порано ќе одев на лекар и ако се дојдам од лекар на работа, и мене сите ме прашуваа на работа, од каде се враќаш, од доктор? Значи, јас мирисов на доктор, на чистота, ако ме сваќате што сакам да кажам, Тина. Апсолутно да. Благодарам многу, убаво е што споделивте дека години наназад, кога ќе се вратиш од преглед или се разбира, ќе побараш средба со доктор, се разбира и ќе имате прием во ординација, гледачката вели дека се познава сето тоа по мирисот на стерилизирано, чисто и безпрекорно. Но она што во моментот му се случува на клинички е што 10 дена поред хируршките сали во најголемиот медицински комплекс во земјава се под клуч. А здравствените власти велат не можат да го решат проблемот со непријатната миризба што се шири во оперативниот блок. Токму поради тоа ве прашуваме денес. Дали имате чувство дека државата се повеќе не тера да се вратиме кон алтернативната медицина? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Не знам, јас се извинувам, али не знам како можете да ги трпите овие што ви сугерираат.
добро кога не им треба здравство, кога не им чинат докторите, зошто одат по болници? Нека одат, бе, брате, нека се лечат по баби. Па тоа е ова е катастрофа у Македонија, па ова е безобразно. Што бараат од докторите? Што не знам? Кажете ми како го коментирате ова, ве молам, со оглед на тоа што 10 дена поред хируршките сали во најголемиот медицински комплекс во земјата се под клуч. И човекот умира, господјо. И човекот умира, може ли да му врати докторот Душан? Не. Но не може да се оперира, хируршките сали се под клуч, може да го вратат и спасат животот, секако. Ке се среди. Па ова е претерено. Прво вие го правите. Вие телевизијата го накачувате, господјо. Па ова треба да му дадеш да го стопираш. Ова не е народ, ова македонски народ нема. Ова е ѓубре, ова е некултура. Ве молам, само не го врегајте народот, се можете да кажете, секако да бидете и гневни, да бидете со поинакво мислење, но навредливи зборови не со оглед на тоа што не следи малолетната публика. Тоа е златно правило на Црвена линија. Ве молам. Значи, благодарам до господјата, секако го цениме и вашето мислење, со оглед на тоа што, еве, можеби е спротивно од мислењето на гледачите и секако е прифатливо и како такво, но она што не е прифатливо е секако навредливи зборови, говор на омрза и секако говор кој што алудира на насилство. Големо благодарам до вас. Добро, еве, слушнавте и поинакво мислење до на останатите, слушнавте различни размислувања, да видиме што ќе кажат и останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Ви благодарам, Тина, ве поздравам вас и сите колеги и сите јавувачи на Телма телевизија. Големо благодарам и во нивно име. Само не би требало со толку лоша енергија да се изјаснуваме. Револтот е голем, меѓутоа да ги прашам, дали знаеш што значи еден доктор, овие јавувачи што се јавуваме? 5 години студии. Дали имал средства, дали немал? 5 години. Специализација. Уште колку години? Но ние не зборуваме сега во однос на тоа колку се квалификувани докторите немаат можност да оперираат со оглед на тоа што салите се под клуч. Јасно ми е, ама навредни зборови општо за медицинарите. Јас сакам да кажам, заклетва има дадено све. Знаете зашто се заклучени тие кали хируршки? Затоа што во медицината, во здравството е политиката навлезена. Те додека политиката си е насока на политика, а здравството да се остави на медицинарите, на докторите да си работат. Тогаш ќе имаме успешна медицина. Ако еден обичен политичар така да се да ја управуваат и медицината, нема да му успеат. Затоа ваква ситуација доведоме да се затвораат хируршки сали и сето тоа. И од тоа е настаната тоа турбуленција во медицината. Благодарам многу и вам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Секако повелете, ве слушаме. Благодарам. Па вака, прво, медицината, здравството е голем поим, значи, меѓутоа, јас ја признавам и алтернативната медицина, но таа не може сегде да се примени. Дали ќе не тераат политичарите да одиме со алтернативна медицина или не, меѓутоа, не може да се направи операција со алтернативна медицина. Значи, секдека си има своји правила и прописи, треба да ги почитуваат сите оние кои што треба да ги применат. Оној кој се занимава со алтернативна медицина, тој може мевлеми и слични Така, дали може да се направи една операција без хируршка сала во функција? Апсолутно, значи тоа е грешка, тоа ме беше постнареното. Грешка е на нашите политичари што се мешаат во сите сектори, не само во здравство. Да не ги спомнувам, во сите, значи, работи се мешаат, да оставаат прсти и затоа ние имаме и здравство, и школство, и медицина, и све ние на, што се вика, на најлош можен начин застапено. Ако сакаме да имаме добро здравство, ако сакаме да имаме добра медицина, ние треба да ги оставиме докторите, медицинските сестри, сите тие кои што работат во таа медицина. Ако се појавил некаков мирис, треба да се отиде од корено, од каде доаѓа тој. Ако
дали ќе се појавила бактерија, треба да се најде бриз ово оно да се најде ка. Значи, салата мора да биде во секое време припремена, спремна да може да се даде интервенција. Благодарам многу за јавувањето. Сега повторно малку ќе ги вклучиме оние кои што коментираат на X платформата. Ќе почнеме со коментарот на Маунт Macedon, кој што напишал: во клиниката Мајка Тереза се ширела смрде. Не дај Боже да не заборавиле некој умрен пациент. Велесил С напишал: да не те чуди. Маунт одговорил: тоа е нивни специјалитет. А ние ве прашуваме дали имате впечаток дека државата се повеќе не тера да се вратиме кон алтернативната медицина. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушам. Еве, повторно не се доискажав околу ова. Не се кажа еден човек, изгледа добро, не ја слушна емисијата, ги напаѓаме докторите. Не, никој не ги напаѓа докторите. Ние рековме дека раководителите кои раководат со тие институции. Значи, тука мора да има одговорност. Ако некој од докторите им кажал дека не е во ред, а тој другиот не превземал, тука е негде куршлусот избиен. Не може да не знаат докторите, сигурно е кажано. Сигурно, тоа гарантирам, исто како во секоја служба кај што е. Ако јас работам, еве, сум градежник, му кажам на мојот директор дека не функционира некоја машина, нешто, ако он не превземе, како? Значи, тие што се раководителите ние ги напаѓаме, не ги напаѓаме докторите. Во овој случај докторите се засегнати, не можат да вршат интервенции и да оперираат. Не можат да вршат својата работа, затоа учеле, психички се оптеретуваат и докторите. Значи, страшно нешто. И сега ќе ми кажу да таму некој народот бил ѓубре, срамно и понижувачки. Господјо, молим те, седни, размисли како можете да кажете да народот е ѓубре. Ви се молам. Па имате, седнете, ако не знаете да зборувате, немојте да се јавувате овде, овој етер го слуша и целиот свет, не го слуша само Македонија или Скопје. Значи, сите што се на одговорни функции да се одговараат, во законот си постои таму, кој си ја превзема на функцијата има и од... Благодарам многу, Еве, и за повторното учество и секако за новите дополнителни ваши одговори. Продолжете да не следите секако. Добар ден! Ало, добар ден. Повелете во црвена линија сте. Тинче, јас ве пратам секој ден, меѓутоа прво па се јавам, затоа што многу засегната за оваа тема. Драго ми е дека така и верувам не и последен пат. Повелете. Да. Ако некој не бил во болница, не знае што ја мака. Јас имам операција направена неколку, да не ги кажам поред, тоти ќе знаат која сум. Последниве операции, пред 2 години, јас сум болна со бактерии. Болна, значи не можам да се излечам. Болки трпам ужасни. Нека не кажуваат дека докторите не. Уоште нашите болници се катастрофа. Значи катастрофа. Ви кажувам, една лечам бактерија се јавува, друга таа лечам се јавува, трета. 2 години се лечам. Еве сега требаше да идам на операција повторно. Ја не се осудувам да одам на операција, се лечам алтернативно. А имам рак. Со оглед на тоа што треба да имате нова операција, моменталната состојба дека 10 дена поред хируршки сали се под клуч, има невидена смртта. Да, сега, ама еве се препоставува дека има бактерија, не е само друго. Еве ви кажам дека јас го рискирам животот, не одам на операција, знам што ме чека. Се лечам само па до кога биде. А рак имам. Нека не зборат дека ова она. Како го објаснувате зошто тоа му се случува на нашето здравство, држава? Не знам. Едноставно моето искуство е многу лошо. Многу лошо. Прво ќе ви се заблагодарам секако за вашето вклучување за прв пат во црвена линија и ќе повторам уште еднаш, верувам нема да биде и последно. И секако во името на целата наша редакција ќе ви посакаме и многу здравје и секако сите оние грижи со кои што се соочувате овој период да бидат минато. Благодарам уште еднаш за учеството. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. На телефон е Светлана Тарнасова, инако јас се јавам од Кавадарци. Би сакала да кажам еден личен пример. Јас сум онколошки пациент, опериран од канцерна дојка. Кога мене мојата докторка ми соопшти дека јас треба да се оперирам, јас првенствено реков докторке дали
постои некоја алтернатива што треба јас да ја земам за да не завршам на операција. Докторката едноставно ми рече, значи, можеш ти да взимаш алтернатива колку сакаш и да се лечиш со алтернатива, ама болеста кај тебе налага дека ти мораш да завршиш пак на операција. Значи, само че направиш еден вид малтретирање на организмот, а операцијата е неизбежна. Сега, во случај кога операцијата е неизбежна, имаме ситуација каде што 10 дена хируршки сали се под клуч. Да. Како го објаснувате тоа? Зошто ни се случува тоа во 21 век? Јас стварно не знам што би можела да кажам. Се надевам дека кај нас сите работи ќе се средат, барем во медицината, да се преземат сите најодговорности, за да може тоа да се санира, за тоа што стварно имаме многу пациенти што чекаат ред за операција. Не знам што би можел конкретно да кажам, едино на сите што сте болни да им пожелам добро здравје, да им посакам се најдобро. Исто и вас се најдобро и баш добро што ја дирнавте оваа тема. Големо благодарам пред се за учеството и сега кога ќе се надоврзам на вашите желби кон гледачите и целата јавност и ќе се приклучиме како редакција да посакаме секому се разбира добро здравје и се она со што се соочуваат некои од граѓаните да им биде минато. Но она со што се соочуваме во овој момент, ќе повториме дека 10 дена поред хируршките сали, тоа ќе повторам во најголемиот медицински комплекс во земјава, се под клуч. Здравствените власти не можат да го решат проблемот, особено што проблемот е непријатна миризба што се шири во оперативниот блок. Па, зошто ни се случува тоа? Дали ви се чини дека од ден на ден, како што тоне здравството во криза, не тераат нас, граѓаните, се повеќе да размислуваме и кон алтернативни решенија за лекување? Добар ден. Ало? Добар ден. Дали сум во програма? Да, повелете, ве слушаме. Видите дали државата не тера за алтернативна медицина. Државата не тера. Него самите граѓани ода кон тоа. Зошто? Затоа што ништо не почитува. Се види сега со овај на изборите. Значи, ние не може да имаме добро здравство, па каму хируршки сали опремени по современ свет, кога сме една држава последни во светот. А со овие луѓе, со оваков народ неук, не може да се напред. Затоа ние останаме последни во Европа, последни од другите држави. Па каму ли да имаме здравство, ние во Смрдев, особено за Скопјани. Вие во Скопјани се толку, како да ви кажам, не неуки, него се праќа... А како го објаснувате колапсот еве и на клиники, недостатокот ток на кадари во останатите градови на земјава? Значи, ни здравство Смрдеја, исто Битола е така, и Скопјани се виновни за во Битола. Докторите знаеле, ако знаеле докторите, ние нема да имаме ваква медицина негативна. Ако знаат политичарите или овие директорите, нема да имаме ваква држава. Сигурно ќе имаме држава како развиениот свет. А еве како ќе ни одговорите? Ве молам да сакаме одговори на анкетното прашање на Инстаграм кое што е поставено. Кажете ни дали сте биле на бајачка во животот? Не ве слушам. Јас треба да кажам уште нешто, не ве слушам. И ваквите емисии треба да ги затворите, затоа што овие... Ние сега ќе го земеме во предвид вашиот совет, а сега за сега ќе останеме отворени за гледачите, бидејќи ваквите емисии контактни се простор каде што токму граѓаните доаѓаат, се разбира, наред да го искажат своето мислење, своите искуства и секако ја даваат вистинската слика за тоа што вели јавноста во однос на проблемите со кои што се соочуваме секојдневно. Денешен на дневен ред проблемот е со тоа што 10 дена поред ќе повториме хируршките сали во најголемиот медицински комплекс се под клуч. А она со што се соочуваат на клиниката е неподнослива смрда за кое што се верува, односно според актуелниот министер Илир Демири, кој што денес на пресконференција објасни дека проблемот е во старата инсталација што е во функција 30 години и дека се бара решение како да се врати во функција. И
Меѓу другото се набавени надворешни компресори со кои ќе можат да се извршуваат итни операции. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Јас имам само една работа да кажам. Дека за сите проблеми што ги има оваа држава, одговорноста ја сноси власта, претходната власт и властите пред тоа што беа, бидејќи ја уништија државата со крадење. Нема никакво финансирање во ниеден сектор. Значи, оваа држава е безмилосно и најбесрамно испокрадена од тие што беа на власт сега, предходно, а и од предходните власти. И што сакаме ние, што очекуваме да стане од нашава држава? Нашата држава е уништена. Здравството, ова сега што се случува, и со онкологија, и со тоа што се запали во Тетово, тоа е се само симптом на една упропастена држава од страна на тие што ја водат, од страна на тие што се одговорни во власта да ја водат и унапредуваат оваа држава, а тие гледаат само да испокрадат, да ги наполнат нивните џебови и ништо позитивно не се направи во нашава држава. Благодарам многу и вам за одговорите во ова денешно издание на Црвена линија. Еве уште еден коментар да споделам со вас. Хенри Чинаски напишал: наместо европско и бесплатно здравство добивме затворени хируршки сали заради смрдеа која демек не знаат од каде доаѓа. Мизерија, човече. Дали ви се чини дека државата се повеќе не тера да се вратиме кон алтернативната медицина? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Видете, со алтернативна медицина не можете вие канцер да не се лажеме, да лекуваме. Значи, во секој случај, политичарите една состојба доведаа во државата ваква каква што имаме, кои пренакнерати од да се оди по пари, по што да кажам, по богатства, не рачунајќи на народот едноставно, дали ме разбирате. Значи, тендерите им беа договор во 4 очи и толку пари се одземени, толку се пари украдени, што може би ќе се направува 5 клинички центри во државата. Меѓутоа, со една ваква политика, со едни вакви политичари, вие замислете за 7 години да не се свести некој дека на хируршките клиники треба да се промени тоа што треба да се промени, точка. Да имаме ние крадење во онкологија, да имаме ние смртност по Тетово и така натаму. И никој да не одговара. Во која држава го има ова? За која Европа зборуваме? За кои вредности европски ние зборуваме? Па уште заед, па после него па и Ковачевски, па и Али Ахмети, па ние Европа, европски вредности. За кои вредности, бе, господа, вие зборувате? Абе, ние во феудализам сме. Вие добро кажете. Ви се чини ли дека понекогаш, извинете, политичарите не размислуваат дека и тие може да бидат пациенти? Тоа е најголема трагедија што може да биде. Меѓутоа за нив е лесно. Они имаат толку пари, ќе одат во Лондон, ќе одат во Стокхолм, ќе одат... Така, благодарам и вам за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Добар ден, добар ден. Повелете. Сега до тамо ли ја дотеравме, до алтернативна медицина ли ја дотеравме работа? Зошто не го разбирате прашањето? Со оглед на тоа што му се случува на здравството, дали ви се чини дека се повеќе државата го тера народот да се обраќа кон алтернативна медицина? Па тоа истото јас го зборам. До тамо ли дотеравме работава сега, до алтернативна медицина сега. Алтернативната медицина може само да помага во одредени случаи. Не може таа едноставно не може таа да биде основа, се знае бе брате, здравство си е здравство. А што здравството е уништено, тоа е веќе друга работа.
Ве молам, само 3 сали да работат на цел клинички центар и со години да не се променат некои работи. Па како може тоа да се дозволи? Па знаете ли дека што знаеме што бидува сега? Како може тоа така да се остават работите? Катастрофа, катастрофа. Еве се читам. Ало. Да, ве слушаме, продолжете. Читам денеска дека министерот за здравство, значи се уште актуелен министер за здравство, го разрешил директорот, мислам на кардиологија дека бил. Кардиохирургија. Па дали тој има право да разрешува сега? Дали има тој право да разрешува? Нема право да разрешува тој. Затоа што тој е министер во оставка. Се формира нова влада сега. Па ајде тука си прави овде секој кој што сака и кој како прави и кој што сака си прави. Јавното здравство го направија, ама парам парче. Уништија. Па сваќаат ли дека народот нема пари да плати бре? Не може секој да отиде во Систина, да отиде и во Ремедика тамо да плати и така натаму и така натаму. Играат играчки. Ја не можам да разберам сега тоа. Ајде да видиме сега, имаме некоја надеж со ова нова влада. Да видиме што ќе биде сега. Се надевам, навистина се надевам дека работите ќе тргнат на подобро. Меѓу во сите сектори, па нормално како што и зборуваме сега и за самото здравство. Не може да се дојде до датуми, не може да се дојде за прегледи и така натаму. Закажување после 2 месеци. Па што е ова више? Дајте бре луѓе више освестете се, не може вака више да биде. Благодарам многу, пријатно. Најголемо благодарам вам и сега ќе ви посакаме се најдобро. А во продолжение дојде времето да ги погледнеме рекламите. А по рекламите, ајде сега заедно да видиме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, треба да бидете и веќе утре да учествувате во новата анкета. На денешното прашање, дали сте биле на бајачка, интересни резултати. Скоро па изедначени. Со да одговориле 46%, а со не одговориле 54%. Тука ќе се заблагодарам секако на сите вас кои што земавте активно учество во ова денешно издание на Црвена линија. На сите ќе ви посакам добро здравје, но и истовремено ќе ве поканам да останете со Телма телевизија и со мене и да пренесеме едно убаво расположение кое што ќе донесе и вредни награди. Со оглед на тоа што сме понеделник во заврти на Телма, некој од вас на самиот почеток можеби ќе освои вредна награда како што е микропечка. Се гледаме за кусо време.